Почитуван заменик министер, почитувани колеги, пратеници, почитувани граѓани и медиуми. Денес имаме за расправа предлог на закон за солидарност по скратена постапка и со европско знаменце. Целта на предлогот на законот за данок на солидарност е секој да учествува во намирување на јавните расходи во согласност со своите економски можности и на солидарен начин да придонесе за облажување на последиците од ценовната и енергетската криза. Според владата, воведувањето на данокот за солидарност е од општ интерес на сите граѓани и се базира на начелата на правичност, еднаквост и пропорционалност. Предлог на законот предвидува воведување на данок за солидарност за 2023 година како еднократна, вонредна и привремена јавна давачка. Обврзник за плаќање на овој вид на данок е обврзник на данокот за добивка согласно Законот за данокот на добивка, кој во 2022 година остварил вкупен приход поголем од 615 милиони денари или над 10 милиони евра. Ова на прв поглед звучи многу убаво и би функционирало во стабилна земја и со одговорна влада. Но кај нас, почитувани граѓани, има нееднаков пристап кон сите граѓани и стопанственици. Додека едни редовно си ги подмируваат долговите, другите затајуваат и за тоа не одговараат. Македонија е прва земја во Европа која воведува закон за данок на солидарност. Никаде на друго место ваков закон и данок не е воведен. Секторите кои се опфатени во европските земји со данок како резултат на енергетската криза се однесува само на одредени области, и тоа во Италија опфатен е енергетскиот сектор, во Велика Британија нафтата и гасот, во Грција електричната енергија, во Шпанија енергетскиот сектор и банките, во Романија производители на електрична енергија, освен на газ, во Белгија производители на нуклеарна и други видови на енергија, во Германија производители на електрична енергија, освен гасот, во Холандија нафтата и гасот. А кај нас се носи закон за солидарност кој ќе ги опфати сите стопанственици кои во 2022 година оствариле приход поголем од 10 милиони евра. И законот добива наслов за солидарност, но за да може компаниите да плаќаат солидарно, најпрво владата треба да покаже солидарност. Наместо таа неодговорно троши, фискална консолидација нема, што јасно може да се види од буџетот од 2023 година. За борба со сивата економија пак и да не зборуваме. Анализите на Светската банка покажуваат дека учеството на компаниите кои се борат против нерегистрираните или неформирани компании во Македонија е 55,5% или најмногу во регионот, пред Црна Гора со 52,4%, Хрватска со 48,2%, Албанија со 40,2%, Србија со 37,5% и Словенија со 26,5%. Затоа немате право да наметнувате нови давачки на оние компании кои и покрај нефункционирањето на државата честно се борат да работат во тешки и силно коруптивни услови. За законот за солидарност реагирале до Собранието и Стопанската комора на Македонија. Тие на 26 јули 2023 година преку Клубот 100 и органите на комората поднеле иницијатива за стопирање на постапката за донесување на законот за данок на солидарност. Во таа иницијатива укажуваат на тоа дека компаниите, предводени од членовите на Клубот 100, вработуваат над 6200 вработени годишно и уплаќаат повеќе од 105 милиони евра даноци и придонеси. При тоа, во исто време, ги зголемуваат инвестициите, ги освојуваат новите пазари, односно, тие се прошируваат надвор од државата. Но како им вратила владата на СДСМ и ДУИ? Уплатите на даноците и придонесите во 2022 година ги зголемила за 15% во однос на 2021 година или за околу 14 милиони евра. И плюс сега, во 2023 година, сака да им го воведе законот за данок на солидарност.
Нивната иницијатива била поддржана и од Советот на странски инвеститори, каде јасно било укажано дека повлекувањето на овој закон од редовна собраниска процедура и негово повторно пуштање со европско знаменце е само обид за манипулирање со редовните собраниски процедури. Но не е само ова. Законот има и низа други недостатоци и пропусти. Воопшто не се опфатени компаниите кои се новоформирани во 2022 година, а дел од нив се однесуваат за тргување со електрична енергија. Како ќе се одонечуваат овие компании? Или што со компаниите кои во последните години се споиле? Како ќе се пресметуваат даночните основи пред и по консолидацијата? Ништо од ова не е предвидено со законот. Понатаму, сите знаеме дека тоа е факт, дека во Република Македонија сите луѓе немаат ист третман и во однос на подмирување на давачките, некои редовно плаќаат давачки, а другите воопшто не ги плаќаат. Затоа постои револт кај граѓаните и кај стопанствениците. Промената на даночното законодавство мора да се изведува истовремено со подобрување на квалитетот на јавните услуги и со сузбивање на корупцијата. Покрај нерамноправниот третман на даночните обврзници, односно принципот на даночната неутралност, мора да се почитуваат и буџетските принципи на ефикасност и ефективност. Граѓаните како даночни обврзници имаат право да знаат каде се трошат јавните пари, во кои приоритетни области се вложуваат, каков е квалитетот на јавните услуги, дали се санкционираат незаконските и ненаменските буџетски трошења и во крајна линија, како даночната политика и практика влијае врз нивниот квалитет. Од тоа зависи даночниот морал и кај граѓаните и кај стопанствениците. За жал, тој е изгубен токму поради нееднаквиот третман, поради потполно погрешните проекции и предвидувања, речиси на секое поле. Почитувани, граѓаните немаат повеќе трпение за штетните политики кои ги води власта, за лошите економски мерки и даночни политики. После последните случувања на клиниката на онкологија, тие се уверија дека навистина не блескаме и дека не е се под контрола како што ги уверувавте во изминатиот период. За лошиот живот во државата не ве вадат повеќе изговорите дека за тоа се виновни покачувањата на енергенсите на светската берза или на војната во Украина. Непочитувани, единствен проблем е вашата неспособност. Времето за избори сепак се повеќе се ближи, а со тоа и резултатот од вашето невладење на вистина ќе го видите на дело. Народот сепак ќе си го каже своето. Благодарам.